Почитувани граѓани, почитувани представници на медиуми. На 9 февруари, како што знаете, веќе се распиша јавниот повик за прибирање на барања на користење на средства од буџетот на општина Куманово за 2022 година, наменети за финансирање на програмата на културни манифестации на општина Куманово за тековната 2022 година. Јавниот повик заврши на 16 февруари, пошто комисијата ги разгледа предложените барања која е формирана од страна на градоначалникот и утврди дека вкупно 95 барања се поднесени, а 67 ги исполнуваат условите. Додека 28 барања не ги исполнуваат условите предвидени во правилникот за утврдување на постапката. Согласно записникот на комисијата, градоначалникот на општина Куманово Максим Димистриевски достави предлог одлука за распределба на средствата по објавениот јавен повик до Советот на општина Куманово, која беше усвоена на претходната седмица. Со одлуката распределени се финансиски средства од програмата на културни манифестации на општина Куманово за тековната 2022 година со вкупен износ од 7.030.000 денари. Како што е потврдено и со правилникот за утврдување на постапката, денеска на официјалната веб страна на општината Куманово ќе биде истакната одлуката за распределба на средствата, како и правните субјекти кои за жал не ги исполниле условите. Со тоа што транспарентно сакаме јавноста да биде запознаена со сите резултати како што и претходно кажавме. Ова е прв јавен повик од ваков тип објавен на нашата страна на општина Куманово, за која имаше голема заинтересираност и како општина се спремиме да продолжиме во иднина да ги издигнеме културата на многу повисоко ниво, со што би ги поттикнале здруженијата, фондациите, јавните установи и другите правни лица, чија примарна дејност е култура, и да заедно да продолжиме да ја развиваме и да развиваме проекти и идеи кои ќе го надградуваат нашиот град. Ви благодарам. Да. Кој добива пари? Треба таксативно да видиме. Мислам дека само секунда. 700. Мото 18-ти меѓународен тамбуришки фестивал. 750.000 денари. Така да сите резултати со цени ќе бидат истакнати, како што претходно кажав, на нашиот веб портал kumanova.gov.mk. Тоа критериумите утврдено да земе повеќе пари? Не, тоа е спрема програмата и проектот што го доставиле. Значи секоја апликација има барано одредени финансиски средства. Врз основа на тоа со колку финансиски средства претходните неколку години имаат реализирано проекти, во глобала се истите финансиски средства, бидејќи тие ги бараат скоро за исти потреби. Не мислите дека не се дава шанса на некои нови фестивали кои што би може да повеќе да се истакнат? Како што може да забележите, преку 30 се нови организации. Така да шанса е дадена на сите, како што кажав и претходно, од купно 95, 67 ги исполниле барањата и сите 67 здруженија ќе земат финансиска надокнада. Знаете кој општина Куманово го продолжи рокот за поднесување барање за субвенционирање на комуналните трошоци. Може да не кажете има ли интерес? Мислам дека до 5 март, 4 март ќе биде доставувањето на апликациите. Има ли интерес колку да се има јавно за субвенционирање на комуналните трошоци? Така, претходниот месец, бидејќи короната зема многу замав, за жал најпогодени беа општина Куманово, имаше многу случаи. Во контекст на тоа многу баратели на поддршка од општината, почнувајќи од гарантирана минимална помош до сите субвенционирани групи кои што ги има општина Куманово, го продолживме јавниот повик за месец дена кој ќе заврши на 4 март тековниот месец. До сега може да ви кажеме, сите ги знаете
кои категориите, тоа стечени работници, доколку сакате таксативно ќе ви ги прочитаме, но ќе ви ги кажам категориите така да може да ви ги дадеме на вас во пишана форма. Стечени работници, самохрани родители, изгрижувачки семејства, семејства кои наполниле 18 годишна возраст и имаат статус на дете, лица корисници на право на социјална сигурност за старите лица, приматели на надоместо поради попреченост на тешка и длабока интелигентност, попреченост, најтешка телесна попреченост, потполни слепи лица, потполни глуви лица, примателни на ГММ, обезбедени материјално стамбени необезбедени лица. Вкупно имаме 785 барања, 400 вкупно се 402 се поднесени барања, 342 се изготвени решенија до сега. Се надевам дека овие тековни денови, за жал кај нас секогаш се чека последниот рок за доставување, така да очекуваме уште барања и исто така повикуваме еден апел. Сами знаете дека спрема одлуката што е на Совет, поднесители на барање за остварување на права на еднократна парична помош почнува од 1 до 5 секој месец во првите тромесечија, а тоа е март, април и мај, може да поднесат барање за ЕПП, за еднократна парична помош. Само колку пари се одвоени за ова намена, а буџетот? Буџетот ние баравме 1 милион, но моментално ја немам информацијата до мене.